Андра, во ова информативно издание екипата на телевизија Нова се наоѓа во домот на Ана од Пеперминт и во ова информативно издание ќе покажеме како една млада современа домакинка се подготвува за најголемиот христијански празник. Ана, добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Ви благодариме што ете ги отворивте ова утро вратите од вашиот дом за да ни покажете како вие како млада домакинка ја испочитувате оваа традиција. Кажете ми како се подготвувате за Великден? Добре дојдовте прво и вие во нашиот дом. Поздрав до вашите гледачи. Како се подготвуваме? Веројатно како што и сите млади семејства. Ете, дел фарбаме во четврток, како што е по традицијата јадетот, најголемиот дел од јајцата во сабота, бидејќи сме најслободни. Така да, не знам, користиме некои интересни техники, ќе подобјасниме секако, во секој случај црвени јајца според традицијата, нели, според символиката и некои шарени најмногу заради нив. А и јас сум си кифлија, така да тоа е. Може ли да ни објасните како ќе ги боядисуваме денеска јајцата, како ќе ги декорираме? Така, гледам сте подготвиле повеќе декорации. Да, си имам и асистентки, значи како што кажав, имам дел веќе ми се сварени, спремни само да ги офарбаме во црвена боја, жолти, а бели јајца во две техники. Значи едната е со желатинона, се става на ракавицата сите бои, па јајцето топло се промачкува, тоа на децата е работата и после кога ќе го извадиш излага во сите шарени бои. Тоа се исто така, не се нешто многу тешки, се продаваат желатинови бои, излагаат сјајни и шарени, јајцата се прелеваат една во друга. Сега другата техника за оние кои што не ја имаат користена е многу интересна, таа е од салфетки. Едниот слој, најтенкиот слој од салфетката, нели го вадиме, пошто има неколку, и се сечат најфино е да бидат на бела позадина, затоа што не мора да бидат прецизно исечени, нели ако е се одоздола друга боја, ќе се познава. Меѓутоа ќе се исечат формата на салфетката и на веќе сварено бело јајце се залепува најтенкиот горниот слој од салфетката со белката од живо јајце. Само се премачкува со четкичка одозгора и тоа ќе си остане залепано и вадење нема. Така да оригинал како што си е салфетката, еве ние имаме исто пеперучиња и цвечиња, какви сакате можете да си изберете, си останува на јајцето и се стварно многу ефектни, убави јајцата, баш се како нацртани. Дали повеќе преферирате црвени или шарени јајца? Кои повеќе ги сакат? Дечињата? Децата на секакви јајца се радуваат, нормално шарените им се омилени. Ако има па уште што можно повеќе да светкаат, се тоа има, пошто и девојчиња. Ама јас лично ги сакам и црвените, како што реков, заради символиката, а ги сакам и шарените затоа што си сакам па се што е така убаво, рачно изработено, сакам да изработувам такви работи да украсам, така да и јајцата ми се задоволство да ги украсам, да не бидат едноставни, што е можно ете така. Ностоп си гледам, си барам нови начини, пробувам. Кој ве научите на оваа традиција? Традицијата секако сум ја земала на воопшто бојадисување на јајца од моите родители, од баба, дедо, меѓутоа начинот на кој што ги правам си го открив сама по интернет. Така да, да. Ете, ако може да покажеме. Ајде, еве ни се готови овдека за црвените јајца. Таа постапка јас не ги фарбам едно по едно, нели во боја, туку директно ќе ја ставиме бојата во тенџерче со некои 9 јајца. Ајде, повели. Само сипи ја внатре бојата. Ете така. Сакаш и ти? Ајде, сипи ја и ти другата. Ќе ставиме малку секако оцет. Немам појма зашто, ама се става оцет. Веројатно за да виде бојата добра и ќе ги оставиме, тие веќе се ептен во врела вода, нели? Ќе ја измешкаме бојата и ќе ги оставиме да си ја фатат фино бојата. Сега, многу е важно предходно, пред да ги бојадосувате јајцата, бојадисувате, да фино ги измиете. Нели? Затоа што се што имало нечистотија предходно залепена на нив, ќе остави флекичка, нема да фати убаво бојата. Така да, тоа е тоа. Сега, тие би требало, според упатството, барем малку да се варат вака во бојата, за да фино си фати бојата. Се надевам дека ќе ми испаднат. После ќе немаме време да ви покажам како ќе излезе, затоа што треба да се варат. Сега другата
Другите яйца туку што ме ги украси ќерка ми со точки од црвена боја, така да ќе бидат бели со црвени точкички. Не се. Тоа викам, сега фрлајки боја, малце излеза нив. Еве, можеме на нив да ви покажам како ќе изгледа тоа со салфетката. Еве, држи го малку јајцето. Не е тоа нешто многу тешко. Значи, само првото слојче од... Еве, тоа е најтенкото слојче, да. Чекам. Ни треба... Само белката ни треба. Од јајцето. Чекај, не сум се подготвила четкичката, не знам кај ми. Нема врска, можеме и вака. Еве го, јас со прст, затоа што не знам, четкичката ми ја нема. Само го прилепувам. Да. Од озгора белката. И е така. Одлично. Колку едноставно, колку убаво. Да, а многу ефектно делува на крајот, да. И сега ќе залепиме на сите страни, нели, кај што не се измачка со црвена боја јајцето, да го покриеме. Покажеме на кај камерата. Еве го. И тоа сега само треба да се исуши, нели? Ќе оставиме да се суши, затоа што додека е влажно џолчката, тоа знае да се лепи, не го фаќајте многу со раце, нека се исуши, после залепуваме друго и ќе биде целото такво убаво украсно со цветчиња. Освен овие прекрасни декорации на великденските јајца, што друго ете подготвувате за великденската трпеза? Па, великденската трпеза вообичаено, кај нас барем, а и вака од пријатели со млади семејства што се, тоа го прават постарите, значи оние кои што имаат мајки, свекрви, тоа така да јас тука сум ослободена од таа обврска, меѓутоа секогаш се подготвува трпеза, па одиме на гости, значи се посетуваат секогаш на прв ден Великден, одиме по ручоци со фамилијата, со пошироката фамилија, така да од тој аспект сум ослободена, немам нешто многу што да спремам, меѓутоа знаете веќе, погачи, се што месо, нели тогаш јајца, се јаде многу мимоза салата, нели треба сите овие јајца да се истрошат, да се изедат, така да тоа е тоа, да. Ана, јас ви благодарам ете што денеска ги отворивте портите од вашиот дом за да им покажете како се подготвувате за најголемиот христијански празник. Ви благодарам и за советите што ги споделивте до нашите гледачи за тоа како на еден едноставен, но креативен начин да ги декорираат своите великденски